Собранието ги констатираше оставките на министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и на министерот за транспорт и врски Милејана Киевски, а премиерот Никола Груевски го образложи предлогот на нивно место да бидат избрани Митко Чавков и Владо Мисајловски. Груевски во своето обраќање посочи дека Чавков и Мисајловски се искусни и способни луѓе кои ќе можат да ги предводат МВР и Министерството за транспорт и врски. Вчера, освен министрите Јанкуловска и Јагна Киевски, оставка поднеси првиот човек на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Оставките во политичките кругови се оценети како моќен и вешт политички чекор. Со прифаќањето на оставките, Груевски направил неочекуван чекор кон опозицијата, со лидерство кое го насочува кон решавање на политичката криза. На координативната средба пред денешната седница, кај председателот на Собранието донесен е заклучок за формирање на анкетна комисија за утврдување на аспектите и наводите поврзани со случајот со прислушкувани разговори, соопштуваат од кабинетот на Трајко Велјановски. Комисијата ќе биде формирана во оној момент кога претениците од опозицијата ќе се вратат во парламентот, што впрочем представува клучна порака од меѓународната заедница. Со анкетната комисија ќе претседава пратеник од опозицијата, стои во соопштението од кабинетот на Велјановски. Во сите основни училишта во Република Македонија во тек е уписот на првачиња за учебната 2015-2016 година. Запишувањето на сите првачиња во прво оделение важи за сите деца кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години, односно сите деца кои се родени во 2009 година. Детето може да се запише во прво оделение и доколку наполни 6 години до 31 јануари следната 2016 година, но по претходно барање од родителите и добиено мислење од стручните служби во училиштето. Балтичките држави ќе распоредат во регионот на постојана основа неколку илјади војници на НАТО со цел одвраќање на евентуална закана од надвор, пишува денеска британскиот весник Таймс. Според весникот, министрите за одбрана од Латвија, Литванија и Естонија имале подготвено соодветно барање до високиот командант на силите на НАТО во Европа, американскиот генерал Филип Бридлав. Пораката содржи барање за формирање на нова единица слична на Берлинската бригада, распоредена во Западна Германија за време на студената војна. Изјави за весникот генералот Рихо Терас, командант на естонските воздухопловни сили. Во секоја балтичка држава ќе биде распореден по еден баталјон и уште еден баталјон се предвидува да има во Полска, нагласува тој за весникот Таймс. Снимките од прислушкуваните разговори на сегашниот председател Реджеп Тајип Ердоган во Турција покажува експертскиот извештај што му бил предаден на судот. Извештајот, што е вклучен во обвинителниот акт за предметот прислушкување, конкретно ја оценува снимката на разговорот меѓу Ердоган, тогаш во својство на премиер на Турција, и неговиот син. Според извештајот, посочената снимка била составена од различни извори. Конкретно, зборовите се компилација од 5 делови на различни изјави. Во извештајот експертите тврдат дека гласот на Сумеје Ердоган, ќерката на председателот, била додадена како фон на разговорот за да се добие поголема автентичност, но на самата снимка таа звучи неприродно. Според експертскиот заклучок, нужна е специјализирана анализа на автентичноста на гласовите од снимката.